أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Имам Абу Бакр ал-Аџурри рахимахуллаху таала рекол: возвишениот Аллах Азза ва Джел од своите створенија избира кого сака, па го упатува во верата, а од верниците исто така посебно избира кого сака и го одликува, па го подучува со книгата и мудроста, тоа е со Куран и Суннет, им дава разбирање во верата и им го појаснува неговото толкување. Ги возвишува на другите верници во секое време и во секоја генерација. Ги издигнува со посебно шеријатско знаење и ги украсува со благост. Преку нив се препознава дозволеното од забранетото, вистината од невистината и нивната вредност е голема, а нивната улога возвишена. Но непријателите на исламот постојано и упорно настојуваат да ги напаѓаат и омаловажуваат носителите на Аллаховата вера и нивниот придонес. И како последица на ова отворено непријателство исчезна стравопочитта кон исламската вера од срцата на многу муслимани. Па човек денес слуша како се читаат курански ајети, ајетите на возвишениот Аллах Азза ва Джел, и слуша како се пренесуваат хадиси од Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, но како да слуша новинар што пишува весник или раскажуваш што раскажува само приказни, нема никаков осеќај во неговото срце и во неговата душа. Муслиманот веќе не ја чувствува таа возвишена почит, стравопочит и величење на текстовите на Куран и Суннет, како што некогаш се чувствувало пред ова јавно и јасно непријателство. На вистина, возвишувањето и почитувањето на шеријатот и суннетот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем е една од најголемите наши обворски и фарзови. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Па кој ги почитува Аллаховите обреди и прописи, тоа е знак за богобојазливоста на срцето. На вистина, малку недостасувало делата на некои луѓе од асхабите на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем да им пропаднат само затоа што го подигнале гласот пред Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем и зборувале гласно пред него. Аллах Азза ва Джелле вели: ја ејуҳаллазина амену ла тарфаъу асватакум фаука саути النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. О вие кои верувате, не ги подигајте вашите гласови над гласот на пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем и не зборувајте му гласно како што зборувате едни со други, за да не ви пропаднат делата ваши, а вие да не почувствувате. Па како ли е тогаш, браќа, со оној што го омаловажава шеријатот, што не го почитува и се игра со суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем?
Затоа многу луѓе денес, кога ќе видат некој што го следи суннетот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, му се подсмеваат. Наместо да се преиспита себе си и своите пропусти, човекот ги омалуважува другите што живеат по Аллаховата вера. Драги и почитувани браќа, бидејќи спротивставувањето на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем е сериозна работа и со тешки последици, затоа ставот на асхабите бил возвишен и нивниот став бил строг и силен. Возвишениот Аллах азза ва џелле вели: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Нека се пазат оние. Ова е предупредување од Аллах азза ва џел. Нека се пазат оние што се спротивставуваат на неговата наредба, на наредбата на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, да не ги снајде фитне искушение на ова дуња, а теа да не отпаднат од ова вера, да не влезат во ширк или во куфр, или да не ги снајде болна казна на судниот ден. Ебу Бекр радијаллаху ан се пренесува дека рекол: нема да оставам ништо од она што пратеникот саллаллаху алейхи ва селем го практикувал, а да не го практикувам и јас. Се плашам дека ако оставам нешто од неговата наредба, дека ќе залутам од вистинскиот пат. Ибн Баттар рахимахуллах, објаснувајќи го овој говор на Ебу Бекр радијаллаху анху, рекол: ова е ес-Сиддик, најискрениот асхаб. Се плаши за себе си да не залута од вистинскиот пат, ако им се спротивстави на нешто од наредбите на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Па што да се каже за времето во кое луѓето му се подсмеваат директно на својот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, им се подсмеваат на неговите наредби, се гордеат со нивното спротивставување на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем и се исмеаваат со неговиот суннет. А додека асхабите радијаллаху таала анхум и добрите генерации кои ги следеле од овој уммет го величеле шеријатот и го почитувале суннетот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. И затоа сето добро, сиот благослов и сите нивни победи што ги добиле од Аллах азза ва џелле, себебот било поради ова нивно почитување на Кур'ан и на суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Од Абдулла ибн Мугафел радијаллаху анху се пренесува дека рекол: овој начин како го чувале суннетот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Додека пренесувал хадис, рекол дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем забранил фрлање со мали камчиња, а тоа е да ставиш мало камче на порст и да го фоллиш. Па кажи дека Мухаммед алейхи селем забранил да се играт со ове дело. И рекол алейхи салату вассалам дека со ова дело не можеш да уловиш никаков плен, ниту можеш да му нанесеш штета на Аллаховите непријатели. Туку со тоа можеш да избиеш нечие око или да скршиш нечии заб, што значи се грижел за муслиманите, се грижел да нема никаква штета измеѓу нас. Додека Абдулла радијаллаху анху го пренесувал овој хадис, тогаш некој човек му рекол: а што има лошо во тоа? А колку го слушаме денеска ми ове, кога ќе му пренесиш хадис на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, кога ќе му кажеш дека некоја работа е забранета, најпорво што ќе ти рече: што има лошо во теја? Како Аллах азза ва џелле да не знај дали имат лошо или не во теја. Како Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем да се играат со неговите прописи и да не знаат што пропишуваат во неговата вера, далеко е теја Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, далеко од ове играње. Па му рекол: што имат проблем во теја? Тогаш Абдулла радијаллаху анху му рекол: јас ти пренесувам хадис од Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, а ти ова ми го зборуваш, валлахи никогаш повеќе нема да ти проголам. И не му проголил се до негова смрт. Ваќе го чувале суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Денеска гледаме мие луѓе кои се играат со суннетот на Мухаммед алейхи салам, кои го вреđаат на Мухаммед алейхи салату ва салам и вреđаат на неговите асхаби, посебно на интернет и свегде, и ние пак се играме со ними, пак се смееме со ними, пак сме во нивно друштво. Свекој едно прашање и свекој еден проблем мора да го вратиме на зборот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Па после, ако тоа има расправа, тогаш човекот треба да се праша за својот иман и да се праша за својот ислам. Навистина исламот е изграден врз потполно поштовање и покорување на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем, а тоа не може да се постигне освен со негово величење и со почитување на неговите наредби и забрани. Слично од ова предание на Абдулла се пренесува од Катада рахимехуллах дека рекол:
Ибн Сирин му пренесел на еден човек хадис од Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем. Па тој човек му рекол исто што е многу проширено, ама филан и фалан вели теа и теа. Тогаш Ибн Сирин рахималлах му рекол: јас ти пренесувам хадис од Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, а ти велиш филан и фалан рекол тоа и тоа, валлахи никогаш повеќе нема да ти зборувам, а во предание валлахи никогаш повеќе нема да ни спои еден покрив. Драги и почитувани браќа, на вистина почитувањето на шеријатот на Аллах азза ва џел и на суннетот на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем треба да биде едно најголемите приоритети на муслиманот и кај себе и кај оние кои се околу него. Треба повторно да се врати стравопочита кон Аллаховата вера и да се вкорени во срцата на муслиманите. И да знаеме дека казните за оние што се спротивставуваат на шеријатот и на суннетот на неговиот пратеник салаллаху алейхи ва селем се различни, посебно на ова дуња пред ахирет. Некој од нив се казни во срцето од грижи, тага и тешкоти, а доволно им е тоа што им се затворени вратите на сите хајрати и вратите за ахиретот и гледаат само оваа дуња. Ништо не занимат од ахирет, гледаат само да го добие доброто на оваа дуња. А има исто така и казни што ги погодуваат телата и имотите како правенна одмазда за она што го заработиле, а Господарот твој не им прави неправда на своите робови. Така еден од оние кои се исмеавале со Аллаховата вера слушнал хадис на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, во кој алейхи салату ва салам вели: на вистина мелеките ги спуштаат своите крилја за оној што бара знаење, од задоволство со тоа што го прави. Па кога овој видел некои ученици како одат кон такви меджлиси каде што се прима и се учи шеријатско знаење, рекол посмевајки се: подигнете ги нозите од крилјата на мелеките да не му ги скршите крилјата. Ова од играње према хадисите на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, но казната му се десила во моментот, па не се поморнало тоа место, а нозете му се вкочаниле и паннал на исто тоа место. Оваа случка пренесува имам ан-Навави рахимахуллах. И од Ебу Хурейра ради Аллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: додека еден човек, пренесувајќи хадис, рекол: додека еден човек гордериво чекорел, облечен во две облеки, Аллах азза ва џелле го проголтал во земјата и тој ке пропаѓа во неа се до судниот ден. Ова е хадис на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. И ние го слушаме и веруваме во него без да се расправаме околу него. Но станал некој младич кој бил убаво облечен и му рекол на Ебу Хурейра ради Аллаху анху: о Ебу Хурейре, вака ли одел тој што бил проголтан? Па праел фаци и се играл со овие хадис на Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Но во моментите се сопнал, паннал и се повредил добро на тоа место. Па Ебу Хурейре го проучил коранскиот ајет: ние ќе те заштитиме од исмевачите, од оние кои се исмеваат во тебе, обраќајќи му се на Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Затоа величајте го шеријатот и суннетот на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем. Оне што немојте да го правите, не правите го, но немојте да се играте со хадисите и со суннетот на Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Го молиме на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни даде да бидеме од оние верници кои го величаат, го почитуваат Куранот и суннетот на Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем. И го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да не направи од оние кои што живеат према Куран и суннет, од оние кои се жртвуваат за Куран и за суннет на Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Барак Аллаху ли ва лакум фил Кур'ан العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة
شفاعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصرهم في ميانمار، اللهم انصرهم في روهينجا، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم، كن لهم وأيدا ونصيرا. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بمن ساندهم من الطغاة يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.